Во претходните верзии постоеше онлайн проверка на пациентите во Фондот за здравство интегрирана директно во браузерот на компјутерот. Сега оваа опција е направена малце понапредна и е интегрирана во самата програма и се наоѓа во онлайн проверка на осигуреник. На левата страна го гледате познатиот изглед од Фондот за здравство, а додека на десна страна е помошта која ви ја нуди оваа програма. Како функционира целиот овој начин на пребарување? Да предпоставиме дека сакаме да го пронајдеме еве овој пациент. Кликнуваме на БЗЛ на соодветниот пациент, број на здравствена легитимација, одиме во внеси број од тип ЕЗБО или БЗЛ, со десно копче на глувчето, опција паст. Го бираме овде број на здравствена легитимација, кликнуваме на матичниот број на пациентот, па внесете матичен број со десно копче на глувчето, опција паст. Овој матичен број не е валиден се додека не се појават звездички. Значи, треба на крајот на бројот да притиснеме space. Потоа следува внесување на контролниот код. Пациентот е пронајден. За да го евидентираме тоа во нашата евиденција, ги штиклираме овие две опции, од кои првата ви означува дали е проверуван во фондот, а втората е да валиден и мој пациент. За повторно пребарување ја користиме оваа опција. Еве, да го провериме и овој пациент. Значи, процедурата е уште еднаш, повторувам следно. Кликнувате на БЗЛ, број на здравствена легитимација, десно копче паст, бираме БЗЛ, кликнуваме на матичен број, десно копче паст, притискаме space се додека не се појават точки, го внесуваме контролниот код и опцијата поглед. Сега, овде пациентот не е пронајден. При начинот на внесување во фондот, секој од контролорите при влесувањето на различен начин ги заведува пациентите. Некои ставаат 0, некои не ставаат 0. Значи, помеѓу последната цртичка можни се комбинации на да има 0 после седмицата или да нема 0 после седмицата. Значи, вие ќе си пробате на самиот БЗЛ број да додадете една 0 и ќе го проверите. Сега пациентот постои. Како во вашата евиденција да се промени тоа? Ако пробате директно да го промените овде, нема да ви дозволи. Меѓутоа, ако претходно кликнете 2 пати, ќе се ослободи оваа поленце каде што можете да запишете со соодветната промена. Потоа штиклирате дали е проверен и ако е ваш пациент, го штиклирате да. Тоа е комплетното забрзување за пребарување.